Дојдовме до терминот каде разговараме со нашите гости. Верувам дека многумина од вас веќе скроивте планови за ова лето, каде ќе се одморите од напорните работни денови. Токму за тоа и треба да ја посетите вашата најблиска и омилена осигурителна компанија, што ќе ви обезбеди здравствено патничко осигурување. За оваа тема нешто повеќе ќе разговараме со мојата денешна соговорничка госпоѓа Менча Коцева, која што ни доаѓа од осигурителната компанија Уника. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро. Најнапред благодарам на поканата. Ја прифатив веднаш без размислување од причина што деноста сметам дека треба да им се доближи на граѓаните, од причина што се работи за осигурителна услуга, за услуга која што не може да се опипа, а ефектите и бенефитите ќе се видат после настанување на осигурен случај, односно после завршување на важноста на полисата, која што е документ кој што го купува секој човек при кога ќе донесе одлука да изврши некоја осигурителна трансакција. Така. Јас најпрво би го започнала разговорот со прашањето да им кажеме на гледачите што всушност значи осигурувањето. Осигурувањето е финансиска дејност, дел од финансискиот пазар, која што има за цел да ги здружи, да ги собере слободните средства на правните и на физичките лица со цел да премостат некој штетен настан, односно да ги премостат ризиците кои што би се случиле при евентуален штетен настан, кој што би можел да биде кобен како за бизнисот, така и поединачно доколку се работи за физичко лице. Осигурувањето, како што напоминав, значи е стопанска дејност која што на македонскиот пазар зема се поголем замав, се повеќе е присутно како резултат на влегувањето на многу странски осигурителни компании на македонскиот пазар. На тој начин им се доближува дејност осигурување, значи навлегува скоро во секој дом. Тоа се должи и на многобројните агенти, на многобројните застапници за осигурување. Имаме навистина многу компании во нашата држава што им се на располагање на сите граѓани. Во моментот во Македонија се регистрирани 15 осигурителни компании кои што работат се поделени во подејности спрема лиценцата која што имаат за работа од Агенцијата за супервизија во осигурување. И тоа 11 осигурителни компании работат во делот на неживотно осигурување и 4 осигурителни компании кои што работат во делот на животното осигурување. За целата работа, осигурувањето е комплексна дејност кој што работи под строго дефинирани, пропишани законски прописи, дефинирани и трасирани од Агенцијата за супервизија во осигурување и е под која што е регулаторно тело, независно и која што прави контрола на работењето на осигурителните компании од една страна, а од друга страна прави заштита на потрошувачите со цел да не бидат изманипулирани од користењето, односно од купувањето на осигурителната услуга. Дејноста осигурување, поради тоа, е регулирана со повеќе законски прописи и тоа. Најбитниот е Законот за супервизија во осигурувањето, Законот за облигационите односи, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и Законот за трговските друштва. Значи, со овие 4 закони, кои што се основни, се регулира дејноста осигурување, значи постојат строго пропишани законски правила. Така да нема оставено слободно ниту на компаниите од една страна како учесник во самото осигурување, како давател на услугата, и од друга страна корисникот на осигурувањето, што може да биде правно или физичко лице. Значи регулаторното тело кој што прави контрола над работењето на двете учеснички во осигурителниот договор е Агенцијата за супервизија во осигурување на Република Македонија. Така. Го представивме осигурувањето што всушност значи, сега да ја представиме вашата осигурителна компанија Уника. Во кратки црти, еве кажете ни нешто за неа. Уника осигурување своите почетоци на македонскиот осигурителен пазар ги има од 2005 година. Со купува од 2005 година најнапред како Сигал осигурување, а потоа од 2009 година со купување на целокупниот контролен пакет на акции од страна на австриската осигурителна компанија Уника. Настани ребрендирање на претходниот бренд и сега сме комплетно
со име Уника осигурување АД Македонија. Уника осигурување, како што напомнав, почетоците на компанијата се многу одамна, значи тоа е една многу силна осигурителна компанија со повеќе од 150 години работно искуство и традиција. Навистина вас. Да, тоа е водечка осигурителна компанија во Австрија, а своето работење го проширува околу во повеќе од 21 европска, југоисточна европска земја, вклучувајќи ја и Македонија. Да не ги набројувам кои се земји сега влегуваат, во кои се земји може да се сретне Уника осигурување. Значи, само ќе спомнам дека водечката осигурителна компанија на австрискиот пазар е Уника осигурување. Имаме повеќе од милиони задоволни клиенти на пазарот со многу продадени осигурителни договори. Тој број се зголемува секојдневно од година во година, а тоа се должи на големата работа, посветеност, пред се грижата на корисници и нормално довербата. Доколку не би била таа, тогаш нема ни да бидеме присутни ние на пазарот. Така. Вие сте долгогодишен работник во оваа област, а верувам дека знаете каква е осигурителната култура овде во нашата земја. Дали знаат доволно граѓаните, дали се едуцирани кон оваа област, дали се запознаени? Многу убаво прашање, многу на место. Осигурителната култура во Република Македонија бележи тренд на пораст. Така. Тоа се должи, на што се должи тоа? Да, тоа се должи пред се на конкуренцијата која што постои во осигурителниот пазар. Значи, како што споменав претходно, станува збор за 15 осигурителни компании во Македонија, на регулаторното тело на Агенцијата за супервизија во осигурување. Сето тоа придонесе да се зголемува осигурителната култура во Македонија. Компаниите осигурителни се повеќе се приближуваат кон луѓето преку канцеларии, преку подружници, преку застапници во осигурување, агенти, брокерски куќи и многобројни други канали на дистрибуција, со цел самата осигурителна услуга да биде подостапна, поприфатлива, а на тој начин нормално ќе имаат и едукација преку пристапот на преку директниот контакт на осигурувањето со клиентот. Статистички податоци исцрпени од веродостојни извори, че јас тоа го пратам, не можам да кажам секојдневно, меѓутоа тоа ми е дејноста, значи редовно, тековно, континуирано, покажуваат дека луѓето се повеќе се свесни за предизвикот осигурување, се повеќе посегнуваат кон користење и кон склучување на осигурителен договор. Затоа што тоа навистина е потребно и надвор од земјава и во нашата земја. Да, а тоа се должи на потребите на брзиот динамичен живот и на развојот од самата држава, така да луѓето се повеќе и повеќе се свесни, а со самото зголемување на свеста се зголемува и осигурителната култура. Тука постои директна врска помеѓу двата момента. Меѓутоа и каналите на дистрибуција си го направија своето. Имаме многу голема продукција во Македонија на осигурителни агенти, на осигурително-брокерски друштва, на други посовремени канали на дистрибуција, како што е интернетот, како што е банко осигурувањето. Значи, тоа се фактори кои што придонесуваат осигурителната култура да расте од ден во ден кај луѓето. Они се повеќе свесни дека она што го има, дека она што го спечалиле во текот на својот живот, треба да го обезбедат, а како на друг начин, ако не биде преку осигурувањето. Осигурувањето е момент кога се добива со потпишување на осигурителна полиса. Во моментот клиентите не се свесни што зимаат, што држат во рака. Тоа е само хартија од вредност, меѓутоа се верифицира, односно силата на таа хартија ќе се издигне на висина кога ќе се случи непосакуван штетен настан, кој никој не го посакува, меѓутоа за тоа постојат тука осигурителните компании преку надоместување на тој штетен настан, значи преку пријава на штети, преку надоместување,
да ја видат силата и моќта колкава е од претходно подпишаниот осигурителен договор што го имаат. Че живееме во време многу динамично, многу брзо, во потрага по кариера, пари, нормално, тоа е човечка доблест, меѓутоа мора она што го имаме да си го заштитиме. А како ќе го заштитиме ако не преку осигурување? Јас не познавам друг начин на заштита на имотот и на благото, на здравјето, на нас самите, преку осигурување. Освен осигурувањето. Така. Сега да кажеме нешто и за Уника е добро позната и високо рангирана осигурителна компанија. Еве кажете ни со кои производи моментално располагате ви? Уника осигурување, акционерско друштво Скопје, работи во делот на неживотно осигурување и на животно осигурување во моментот, со интенција да се прошируваат програмите и производите кои што ќе му биде потребен на македонскиот граѓанин во иднина. Она што најмногу го работиме во моментот, она што е најмногу барано од страна на македонскиот купувач, од страна на македонскиот граѓанин, тоа е задолжителното осигурување, по некое непишано правило, македонецот секогаш го купува тоа што му треба само задолжително, а тоа е најмногу автомобилското осигурување, кое што луѓето го посегнуваат, значи кое што луѓето го потпишуваат договор при регистрирање на своите возила. Значи тоа е задолжително, со закон регулирано и мора да го имаат при самата регистрација на возилото. Тоа е најчест продаван производ, че не само во Уника осигурување, туку и општо во најмногу застапен производ на целиот осигурителен пазар. Целиот осигурителен пазар во вкупност бележи тренд, значи бележи раст. Меѓутоа, не можеме да се пофалиме со некои многу големи бројки, од причина што тука влијаат многу бројни фактори. Влијае и моменталната состојба во државата, влијае монетарната стабилност, влијае политичката состојба, влијаат многу икс други фактори, да. Животниот стандард исто си има големо влијание и тоа се параметри кои што придонесуваат да се развие и свеста кај луѓето за купување на осигурителен производ. Меѓутоа, она што најмногу се купува, она најмногу што се продава, тоа е задолжителното осигурување, односно автомобилското осигурување. Така. Надоврзување на автомобилското осигурување е зелената карта. Така, еве сега збор два да кажеме и за зелената карта. Тука би ве прашала исто така, во екот сме на летниот период, сите одат некаде на одмор надвор од земјава, потребен е зелениот картон. Кои документи се потребни за да се извади овој документ? За да се добие зелена карта, најнапред треба да се исполнат одредени услови. Првен мора да биде возилото, мора да биде осигурано, мора да има валидна автомобилска полиса, значи осигурување да има за автомобилска одговорност, а тоа автоматски повлекува да биде возилото регистрирано. И добра волја за патување. Тоа се двата моменти, значи регистрирано возило и активна валидна осигурителна полиса. Зелената карта е продолжување, тоа е еден ист вид на производ, се надоврзува на автомобилската одговорност, представува продолжување на истиот производ, меѓутоа вон границите на Република Македонија. Так. Поради тоа луѓето ја купуваат, значи тие што патуваат, ја купуваат при патување во странство. И сега поради различните размислување кај луѓето, значи имаме клиенти кои што ја купуваат при самото купување на полисата за автомобилска одговорност. Луѓето кои што сметаат дека ќе патуваат во текот на годината, автоматски си ја купуваат истовремено и зелената карта. Меѓутоа имаме и таков вид на клиенти кои што ја купуваат по потреба, односно во периодот кога треба да патуваат. Чинам дека имаше годишна и за неколку месеци, така мислам дека беше. Да, со измените кои што се случија пред 2 години. Зелената карта може да се купи со траење за 1 година и за 1 месец. Исто постои разлика и во цената на зелената карта. Значи ова е едно од многу често прашуваните прашања, неколку пати во текот на денот. Значи имаме ние повици и одговараме
на исти прашање, меѓутоа на различни луѓе, така да сега оваа прилика убаво би ја искористила, ќе зборувам детално, да ме разберат клиентите мои, клиентите на целиот осигурителен пазар, поради тоа што тоа е едно општо, ќе биде еден општ одговор. Значи, зелената карта се купува во траење, значи нормално тоа е доброволно за патување во странство, се купува во траење од 1 месец или пак во траење од 1 година. Меѓутоа, важноста на зелената карта е до завршување на полисата за автомобилска одговорност, односно, народски кажано, додека трае регистрацијата на возилото. Многумина и не го знаат ова. Многумина, да. Многу често се случува да се побера зелена карта со важност за 1 година, сметајќи дека тој период е календарски 1 година, вклучува 365 дена, меѓутоа кога ќе им се објасни на клиентите при продажбата дека важноста на зелената карта завршува со важноста на заверката на сообраќајната, значи со важењето на регистрацијата, тука има негодување од многумина клиенти поради тоа што они сметаат дека таа би требало да трае 1 година поради тоа што ја плаќаат цената за 1 година. Така. Значи најпаметно е од кога ќе се регистрира автомобилот, тогаш да се извади зелената карта за најмногу да се искористи всушност. Тоа би било идеално за нас и за сите клиенти и за сите мои колеги, од причина што нема да бидеме повикувани за време на викенд, за време на доцните ноќни часеви, се случуваат секакви моменти, а ние мораме да им одговориме на нашите клиенти, бидејќи тие се нашата сила. Без нив и колку да сме големи, сепак силата во осигурителниот бизнис се клиентите. Тие се сепак движечката сила, што прават ние да постоиме, нели? Така. Освен зелената карта, кој друг документ е потребен за надвор од границите на Македонија? Во овие летни денови, во времето на годишните одмори, исто многу актуелна е темата за патничкото здравствено осигурување. Освен за зелената карта, значи патничкото здравствено осигурување би требало да го имаат сите оние кои што планираат да патуваат во странство, дали поради одмор, дали поради туристички прошетки, при посета на роднини, така натаму, на семинари, така натаму и така натаму. Кои се бенефитите на ова патничко здравствено осигурување? Патничкото здравствено осигурување ги покрива евентуално направените трошоци во странство, поради користење на здравствена услуга во странска болничка клиника или болничка амбуланта или така натаму. Најчесто и тоа ни се случува на сите нас кога ќе отидеме негде настрана, нешто ни се случува. Се случува, од искуство. Не, значи штетите пријавени по полиса за патничко осигурување не се многу чести. Може би луѓето се пазат, може би луѓето внимаваат на себе. Меѓутоа, со 100% внимавање не можеме да предвидиме, не може со 100% точност да предвидиме дека нас нема да не се случи ништо. Најчесто тоа се случува кога нема да извадиме осигурување, тогаш ни се случуваат тие работи. Се случува, да. Леле, па зашто не извадив? Да, зашто не извадив. Меѓутоа, многу често кога се веќе луѓето во странство, кога ќе се случи штета настан, јас имам повици и да направиме полиса и јас веќе знам дека тука нешто се случило. Меѓутоа, таа полиса не е валидна. Значи и ние и да ја издадеме, да ја пратиме, некако таа полиса не е валидна, поради тоа што за валидно осигурување се смета, патничко осигурување се смета онаа полиса која што е издадена во времето кога осигуреникот е во Македонија. По напуштање на границите од Република Македонија, доколку се издаде осигурителна полиса, значи тоа во условите за осигурување е предвидено, таа нема важност. Значи, ние сме го продале на клиентот полиса за патничко осигурување, меѓутоа таа нема ефект после пријавувањето на штета и тука ќе се заведеме во заблуда која што негативно ќе влијае на рейтингот на компанијата, значи прецена на личниот рейтинг на агентот за осигурување, а понатаму и на нормално ќе се рефлектира негативно на компанијата. Не ми плативте штета или еве јас имав полиса, меѓутоа тука се работи за симулирање на случај. Поради тоа, значи веќе е касно тоа да се направи. Затоа не треба да се дава лажна надеж на клиентите, на кои што ќе им се случи оваков немил настан, кои што тргнале на пат без осигурување. Поради тоа што не може да се рефундираат средства на лице кое што во моментот на штета не поседува осигурителна полиса. Патничкото осигурување
Се издава во значи како што кажав, значи не мора да биде присутно лицето кое што директно ќе патува, може да биде представник од фамилија, поради тоа што имаме фамилиарни патувања, имаме фамилиарни полиси за патничко осигурување, освен индивидуалните, нели? Така. Имаме полиси за патничко осигурување кои што се издаваат за цела група, значи обично за студенти, за група над 10 патника и така натаму. Значи нема потреба да доаѓаат во осигурителната компанија целата група или целото семејство, доволно еден представник да дојде со пасошите, нормално тие ни се потребни за да се направи, да се изготви тој вид на осигурителна полиса и за многу кратко време после објаснување на производот, нормално мора да следи објаснување и подлука на клиентот за тоа каков пакет на осигурување сака да купи. Правењето на полиса е веќе многу техничка, системска работа, тоа оди за 1-2 минутки клиентот добива полиса. Така. Јас исто би ве прашала која е пораката од вас до нашите гледачи, на што треба они да обрнат внимание пред да заминат некаде? На што да стават акцент, освен на овие две осигурувања? Освен зелената карта, освен патничкото осигурување, во поглед, според нашата дејност, добро би било да си направат осигурување на домот. Значи, кога се луѓето, многу често се зголемуваат кражбите за време на летните годишни одмори. Сега дури овој современ начин на живење дозволува, може би сме самите ние виновни, не знам, тоа не можам да го судам, нели, можам само моje мислење да си кажам. Често сакаме да си ставиме фотографии, па каде сме, па со кого сме, па кога се враќаме, па тоа сето за некои лоши намирници, тоа го чувствува и посегнува по нешто многу лошо, по кривично дело. Значи, кражба, која што не само предизвикува материјална штета за фамилијата, туку и немил настан кој што ќе се памти понатаму како немила случка во текот на целото живење. Тука настапува и осигурувањето ваше? Да. Поради тоа, добро би било за не многу голема премијата е цена во нашиот осигурителен бизнис, да направат општо сите граѓани да имаат и полиса за имотно осигурување, со цел да си го обезбедат домот од повеќе ризици. Пред се од пожар, тој е првиот и основен ризик, пожар на градбата на објектот, пожар на стварите внатре во објектот, на имовината, кражбата како дополнителен ризик исто може да се вклучи и би ја препорачала, осигурување од повеќе ризици како пукање на водоводна цевка, кршење на инсталација, кршење на стакло, кражбата и разбојништво, ги спомнав. Во самото домакинско осигурување, во нашиот пакет може да се вклучи осигурување од незгода на членовите во семејството, од последица од несреќен случај, од смрт поради несреќен случај. Може да биде опфатена и приватната одговорност на сопствениците во семејството, доколку се случи активирање на приватна тужба, во тој случај тука ќе застане осигурителната компанија, ќе надомести штетата. Меѓутоа, за овие летни денови, кога луѓето патуваат, би ставила кратко акцент дека треба, освен патничкото осигурување, доколку имаат желби, доколку имаат можност, да си направат и осигурување на својот дом, поради тоа што домот е нешто најмилото катче на секој од нас, со цел одморот да им биде безгрижен, возбудлив, авантуристички и да го памтат само пубави моменти кои што ќе им се случат за одброените тие 10 дена. Нека бидат и повеќе, меѓутоа се помалку. Така. Јас би ве прашала кога сме веќе кај патувањата, најчесто граѓаните кога одат некаде на одмор или било каде, им се случува некоја незгода. Тука настапува европскиот записник. Што ќе ни кажете вие за тоа? Ева да им кажеме малце на гледачите да се запознаат. Популарно наречениот помеѓу луѓето европски записник, или кажано професионално европски извештај за штета, се користи според законските прописи во Република Македонија, се користи само за направена штета во Република Македонија помеѓу учесници
со македонско државјанство, односно помеѓу возила со македонски регистарски таблички. Автоматски на тоа, значи логички би следал и одговорот дека доколку се случи штетен настан во странство, европскиот извештај за штета не би можел да се активира од причина што македонското возило во било која странска држава ќе биде странско возило. Јас ги советувам гледачите за било каква штета од автомобилска одговорност во странство да се повика полиција, да се направи записник и ако се тамошните законски прописи такви да може да се повикаат учесниците во незгодата на европски записник, како што е на пример случајот во Австрија, во Германија и во други западни земји, во тој случај ќе се потполни европскиот записник. Меѓутоа, во Македонија тој може да се користи само помеѓу возила со македонски регистарски таблички. Исто сметам дека и во Грција и во Бугарија, ако се случи штетен настан помеѓу македонско возило со тамошно, било не мора да биде од матичната земја, било какво, меѓутоа странско за македонскиот граѓанин, во тој случај да се повика полиција, па после понатаму полицијата ќе одлучи како ќе даде насоки на учесниците во незгодата, како да се организираат и како да постапат понатаму со цел за надоместување на штетниот момент на настанатата штета. Така, сте имале ли вие некои вакви случаи, како што напоменавте сега? Некој пример да дадеме? Случките се секојдневни. Так. Значи, колку е поголем обемот на работа, колку повеќе се продаваат осигурителни услуги, голема се ли е склучуваат заинтересираноста за баш за ова? Значи вака, колку повеќе се работи, колку повеќе се продаваат, колку повеќе се склучуваат осигурителни договори, толку повеќе се случуваат и штетните моменти, толку повеќе се јавуваат клиентите и прашуваат сум во Грција, најчесто, или сум во Бугарија, па имам потреба, па како да постапам. Значи, во овие летни денови прашања од овој вид можам да кажам дека имаме не секојдневно, меѓутоа за време на викендите скоро секој ден. Инструкции им се даваат со цел да се надминат тие тешкоти, првен да се стабилизираат. Тоа се моменти на стрес кои што никој не би ги посакувал. Меѓутоа мора тука да останеме ние присебни, да му дадеме инструкции основни, начелни, како да постапи. Значи, обично мислам, јас прашање ќе постапам, прашање што ќе го поставам, дали сте добри? Да, добри сме, имали повредени? Нема, па добро е, во ред, тоа е најбитно. Сега понатаму, со какво возило имавте незгода, потаму ќе добијам одговор, па спрема одговорот ќе дадам понатамошни инструкции, па повикајте полиција, па ако сте вознемирени отидете на лекар и така натаму, без разлика што сте во странска држава. Значи, искуствата од ваков тип се секојдневни. Така. И пред самиот крај, господја Менче, јас би ве прашала, покрај големиот број на осигурување, имате ли некои дополнителни новитети во Уника? Еве да ги запознаеме гледачите. И секако, кои поволности ги очекуваат граѓаните во иднина од вашата компанија? Уника е осигурителна компанија која што постојано се грижи за своите клиенти, за своите осигуреници, да издаде, да креира осигурителен производ кој што ќе биде пред времето, по кој што ќе се разликуваме од другите осигурителни компании. Во моментот би кажала дека освен животното осигурување кое што постојано се видоизменува, кое што постојано се дооформува, докомплетира и се прилагодува на барањата на осигурениците, Уника го презентираше еден од своите понови производи, а тоа е доброволното здравствено осигурување. Кои се бенефитите? Ново на македонскиот пазар. Бенефитите се многобројни. Значи, со поседување на полиса за доброволно здравствено осигурување, осигуреникот има право доколку се јави потреба од лекување или од превентивен лекарски преглед, да се јави во било која реномирана здравствена институција, значи по своја желба. Не би сакала сега да ги споменам, сите се на некој начин со свој рейтинг. Значи по избор на осигуреникот, кој што веќе поседува таква полиса, се јавува нормално, му се прават прегледи, дали тие ќе бидат превентивни,
систематски или ќе бидат ургентни или забрзани или хитни. Значи, осигуреникот ја посетува здравствената клиника и зависно од пакетот на осигурително покритие кое што го одлучил клиентот при купувањето на тој производ на здравственото осигурување, ќе му се даде таков третман каков што заслужува. Односно се работи за давање на лекарска помош. Значи, тука не можам да предпоставам дека лекарите нема да им дадат максимална грижа на пациентите. Меѓутоа, со поседувањето на полисата за здравствено осигурување, че клиентот ќе биде релаксиран. Колку и да бидат направени трошоци од неколку илјади евра, компанијата ги рефундира по приложување на сметки, ако се работи за мал износ на направени трошоци. Меѓутоа, ако се работи за клинички третиран пациент, кој што ќе бидат превземени хируршки интервенции, на тие им претходат рентген снимки, ултразвучни прегледи, во тој случај ќе бидат платени трошоците околу целокупното лекување на пациентот до доведување нормално во добра здравствена состојба. Така. Госпоѓа Менче, аз ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека им помогнавме на сите гледачи кои што има нејасноти од оваа област, токму во овој летен период. Се надевам дека ќе бидете повторно дел од нашата утринска емисија Утрински зрак. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Јас се надевам, че се работи за една многу голема тема, која што не може за мене мал простор да се образложи. Сметам дека се доближив до клиентите. Горе-доле некои нејасноти, тоа што најмногу треба да им се објасни околу зелената карта и патничкото здравствено осигурување. Доколку се јави потреба, доколку сигурно имате и вие анализа што е она што им е потребно на граѓаните, на гледачите, сме тука, ќе одговориме по-конкретно, можеме да обработиме тема, дел по дел, се со цел да се зголеми културата на осигурување на македонскиот граѓанин. Ми беше имене мило, ви благодарам.